Центарлен дневник во 20 часот на К1 телевизија. Добро вечер. Во него донесуваме најнови информации од регионот Македонија и светот. Останете со нас, продолжуваме веднаш по најавата за настаните кои го одбележаа денешниот ден. Во Македонија компаниите имаат проблем со сивата економија. Со изградба на пат кој ќе го поврзе езерото Младост со автопатот Е75 дополнително ќе се зголеми транзитниот туризам. Ново поскапување на бензините од утре. Во најновиот извештај на Европската банка за обнова и развој во соработка со Светска банка се вели дека сивата економија е голема пречка за македонските компании. Проблем има со пристапот до свеж капитал, транспортната инфраструктура и проблеми со електричната дистрибуција. Со нелојална конкуренција се соочуваат произведувачите на мебел и автотакси превозниците. Сивата економија е голема пречка за македонските компании. Нелојалната конкуренција работи без да ги плаќа давачките. Ова го покажува најновиот извештај на Европската банка за обнова и развој во соработка со Светска банка за условите за водење бизнис во Источна Европа и Средна Азија. Проблем има и со пристапот до свеж капитал, транспортната инфраструктура, како и проблеми со електричната дистрибуција, покажува извештајот. Со нелојална конкуренција се соочуваат и произведувачите на мебел. Ние не можеме да го зголемиме бројот на вработените ради тоа. Значи, вредноста на работната рака е доста помала, со тоа што не се остварува тоа што е вистинското. Од кога се затворија фабриките, парцованка, топилница, и луѓето си наоѓаа вакво крајот, со тоа што се вмеша во дрвната индустрија, во производството на намештај. И се јави доста нелојална конкуренција. Автотакси превозниците со години наназад бараат да се реши проблемот со нелегалните автотакси превозници. Има многу диви таксисти, мислиме дека бројката е повеќе неголи легални. Колкава е бројката, не знаеме точно, но се работи што од сето тоа трпиме големи штети, што државата од една страна не оптоварува со многу нови давачки, бара, например, вакви возила, такви возила да има, сертификат требало да поседуваш, а од сето тоа добиваме и трпиме само штета, ништо друго. Велат мора да плаќаат сертификати, полагање англиски јазик, паркинг простор, возила кои исполнуваат технички услови и сите се согласни дека е огромна бројката на нелегални превозници. Веќе имаме извадено тие работи, што ги бара општината и градот и градоначалникот. Сето тоа го направивме, меѓутоа еве до ден денеска ништо не се менја, што е во прашање со дивите таксисти. Затоа не се одразува оти намалена работата поради тоа. Има пример 5 такси компании во Велес, ако они заработат од денот, зборувам така отпред, дека 20-30 денари, ракше другите ги заработуваат дивите. Легалните автотакси превозници не се откажуваат од барањето да ги добијат своите права. Подобрување според извештајот има во судството и во квалитетот на работна сила. Менаџерите од целиот регион кои минува во транзиција забележуваат за нелојалната конкуренција од неформалниот сектор, каде нерегистрирани компании не плаќаат данок, пријавуваат помали приходи од реалните или пак ја кријат реалната бројка на вработени, со што избегнуваат плаќање на давачки. По 30 години општина Неготино го решава проблемот со водоснабдувањето. Неготинчани во минатото се соочуваа со 12-часовна редукција на вода. Локалните власти се посветија на овој проблем и при тоа направија 4 проекти кои паралелно се реализираат. По регулација на притисокот на водата, општината аплицираше во Светска банка за кредитна линија со рок на отплата од 13 години. Со реализација на овој проект, општина Неготино ќе го реши проблемот со водоснабдувањето за наредните 100 години. Кон крајот на овој дневник ќе имате можност да го проследите целото интервју со градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. Со кој однапред ја предвидовме финансиската конструкција како ќе го вратиме тој кредит, значи со средствата
од концесии на државно земјоделско земјиште од оваа година па натаму ќе добиваме континуирано најпрво 10, потоа 20 2016, 30% 17 и 50% 2018 година и сметам дека со тие средства ќе бидат доволни да го отплатиме долгот и дополнително ќе останат средства за развој на општина Неготино и ние знаеме значи зошто се задолжуваме за проблемот да го решиме конечно, да не помислиме повеќе дека водоснабдувањето ќе биде било каков проблем во наредните 100 и повеќе години со тоа што ќе ја реконструираме цела водоводна мрежа во должина од 8 километри во град Неготино. Сега сме во фаза на предраспишување на тендер. Чекаме уште конечно одобрување за распишување на тендер, бидејќи тендерската документација е веќе подготвена и мислам дека во текот на наредната недела тоа одобрение ќе го добиеме, тој ќе биде меѓународен тендер, ќе се задолжиме со околу 900.000 евра и сметам дека со замена на целата водоводна мрежа во наредниот период нема да имаме никакви проблеми од аспект на водоснабдување. Под мотото "Заштити, спречи и вакцинирај" ќе се одвива 10-та Европска недела на имунизација. Целта е да се подигне јавната свест за важноста на имунизацијата, што би придонело за зголемување на вакциналната покриеност, која во моментов изнесува 95%. Со вакцинација се спречува циркулација на болеста и се заштитува целата популација. Заштити, спречи, вакцинирај е мотото на 10-та Европска недела на имунизација која ќе се одбележи од 20 до 25 април, со порака за подигање на свеста за важноста на имунизацијата, што би резултирало со зголемување на вакциналната покриеност. Со имунизација годишно во светот се спасуваат околу 3 милиони животи. За жал, дури и таму каде што постојат добри услови за спроведување на редовната вакцинација, некои доенчиња не ги добиваат потребните вакцини. Со воведувањето на вакцините, драстично е намален бројот на заразните заболувања против кои се вакцинира, поради што во преден план кај некои луѓе се јавува загриженост од ризиците поврзани со вакцините и несаканите реакции кои ги следат, стои во дописот кој примариус доктор Петре Крстев, специјалист педијатар, го испрати до нашата редакција. Нашите искуства во детската превентивна здравствена заштита со развоено советувалиште во јавната здравствена установа, Здравствен дом Велес, се во целосна корелација со објавените податоци од Светската здравствена организација и светската литература, бидејќи се води евиденција и се анализира секоја евентуална поствакцинална реакција. Вакцините се многу безбедни и несаканите ефекти се мали во споредба со последиците од болестите против кои се вакцинира. Сериозни компликации се јавуваат ретко, наведе докторот. Според Законот за заштита на населението од заразни заболувања, вакцинацијата против одредени заразни болести во одредена возраст е задолжителна во Република Македонија, затоа што не се заштитува само лицето кое прима вакцината, туку се спречува циркулацијата на болеста и се заштитува целата популација. Опфатеноста на вакцинирани деца е над 95%. Езерото Младост со изградба на пат ќе биде подостапно за сите туристи кои патуваат по автопатот Скопје-Гевгелија. Поврзувањето на двете делници од исклучително значење за развојот на транзитниот и ловниот туризам. Велешкото езеро и гостителските објекти околу него се атрактивна дестинација, а со дополнително уредување на просторот околу водената површина се очекува зголемување на бројот на посетители. Започната е процедурата за изградба на пат кој ќе го поврзува автопатот Скопје-Гевгелија со езерото Младост. Популарното езеро ќе биде подостапно за голем број транзитни туристи кои патуваат по автопатот. Угостителите кои своите објекти ги изградиле на брегот на езерото сметаат дека Велешкото езеро е идеално за развој на транзитен туризам поради преголемата близина на магистралниот патен правец Е75, а со изградбата на директен пат дополнително би се зголемил бројот на туристи. Па секако дека ќе се зголеми, затоа што и самите туристи при посетата на објектите кажуваат дека поради недобрата поврзаност инфраструктурност по новија објекти е можеби хендикеп што они поретко не посетуваат. Велешкото езеро е дестинација која во последниве неколку години е доста привлечена за туристите. Минатиот месец беа продадени 4 парцели наменети за изградба на мотели.
Ова дополнително ќе придонесе за зголемување на популарноста на младост. Угостителите сметаат, популарноста двојно би се зголемила доколку целосно се уреди просторот околу водената површина. Сметам дека доколку би се подобрила инфраструктурата и доближувањето со самата инфраструктура до објектите на Велешкото езеро, пред се имаме тука хотелот Романтик и Брод Планини, ќе имаме зголемено присуство и посета на странски туристи. Покрај транзитниот туризам на Велешкото езеро, развиен е и ловниот туризам. Младост е атрактивна дестинација од првите денови на пролетта, па се до последните денови од летото. Локалната власт минатата година го изгради водоснабдителниот систем, со кој конечно се решава прашањето со вода за пиење на голината на езерото Младост, а во тек е изградбата на канализациона мрежа. Локалната библиотека Гоце Делчев на своите читатели им нуди книжевен фонд од околу 100.000 книги, меѓу кои насловите од владиниот проект за превод на 1000 стручни и научни книги, по кои се учи на врвните универзитети во светот. Сите студенти, постдипломци и докторанти од Велес може да ги искористат овие наслови и да го издигнат степенот на своето образование на светско рамниште. Убавината на пишаниот збор се уште е дел од секојдневието на велешани. Локалната библиотека Гоце Делчев во моментов има над 2500 активни читатели, а тие пак на располагање имаат книжевен фонд од околу 100.000 книги, што според директорот Игор Крајчев е импресивна бројка. Надлежните од библиотеката постојано се трудат да бидат во чекор со светските трендови и пазари на книги и да ја следат преведувачката активност во Републикава, со цел на своите читатели да им понудат соодветно четиво на македонски јазик. Директорот на библиотеката изрази задоволство поради фактот што велешани се едни од најактивните читатели на Македонија. Она што навистина не радува е што имаме огромна помош од нашите читатели, кои што се навистина запознаени со она што е тренд, со она што е актуелно на светските пазари на книгата и неретко се случува да доаѓа да не информираат за одредени наслови на светски бестселери, што навистина ни олеснува работата кога имаме набавка на книги. Во рамки на владиниот проект за превод на 1000 стручни книги, од кои се учи на врвните светски универзитети, досега се преведени вкупно 919 наслови. Библиотеката е снабдена со голем дел од издадените примероци стручна и научна литература од проектот. Со тоа велешани имаат шанса да се едуцираат како нивните колеги од најреномираните универзитети ширум светот. Владата секогаш кога ќе издаде некоја нова едиција, ги снабдува сите библиотеки во државата, односно ги снабдува НУП, а НУП потоа ни ги препраќа книгите нас. Така што информирани сме и снабдени сме со примероците од владата. Локалната библиотека Гоце Делчев е насочена кон унапредување и поттикнување на современото образование, а истовремено и центар на културното живење во Велес. Библиотеката Гоце Делчев потекнува од првото читалиште во Македонија, кое што велешанецот Ангелко Палашев го формирал во 1832 година. Цената на црното злато континуирано ќе поскапува во предстојниот период, проценуваат аналитичарите. Една од причините за тоа е падот на американското производство на нафта и намалувањето на резервите. Новите малопродажни цени на нафтените деривати ќе бидат објавени по утрешната седница на Регулаторната комисија за енергетика. По падот на американското производство на нафта и намалувањето на резервите, ќе следи период на покачување на цената на црното злато, проценуваат аналитичарите. Како главни причини за поскапување на цената на нафтата, покрај падот на производството во САД, аналитичарите ги наведуваат и стабилизацијата на курсот на доларот, судирите во Јемен, како и преголемиот пад на цената во изминатиот период. Поради тоа, долгорочно се очекува дека цената на нафтата ќе расте. Во Македонија, малопродажната цена на нафтените деривати се формира врз основа на цената на берзата во Њујорк, а влијание има и курсот на доларот во однос на денарот. Следната корекција на цените во Македонија, Регулаторната комисија за енергетика ќе ја направи веќе на утрешната редовна седница.
На бензинските пумпи во Македонија, литар Евросупер од 95 октани се точи за 67,5 денари. 98 октанското гориво чини 69,5 денари по литар. Цената на овие горива при последните одлуки не претрпе корекции, освен дизелот кој што поевтини за половина денар и сега се продава за 53 денари по литар. Општина Велес врши тековно обележување на хоризонталната патна сигнализација. Во моментов се работи на коловозот во непосредна близина на Средното стручно училиште Коле Неделковски. Во рамки на континуираното тековно одржување на локалните патишта и улици, Општина Велес врши обележување на хоризонталната патна сигнализација. Во моментов се обележува коловозната лента во близина на Средното стручно училиште Коле Неделковски. Со уредувањето на хоризонталната сообраќајна сигнализација, значително се подобрува безбедноста во сообраќајот, како и секојдневната комуникација на жителите, а патната инфраструктура во општината добива сосема нов лик. Стандард и Пурс со висока оценка за економијата во Македонија. Меѓународна конференција за вински туризам во Скопје и Демир Капија. Вести од Македонија во продолжение, нив ги подготви колешката Илица Радевска. Компанијата за финансиски услуги Standard & Poor's ја потврди оценката за нашиот кредитен рейтинг. Ова потврдува дека македонската економија има добар тренд на раст, бизнис климата е добра, јавните финансии се во добра состојба. Овој податок е многу важен, како за моменталните инвеститори во Македонија, така и за потенцијалните инвеститори, затоа што тие го имаат во предвид рангирањето на земјите и рейтингот што го даваат реномираните меѓународни корпорации. Високата оцена за кредитниот рейтинг на Македонија, која компанијата за финансиски услуги ја потврди, се случува во време кога многу европски земји, а особено нашиот сосед Грција, се соочува со проблеми кои предизвикуваат прашање дали истата ќе успее да остане во еврозоната или ќе треба да ја напушти. Во тој контекст, според министерот за финансии Зоран Ставрески, Македонија има многу постабилни економски услови во однос на Грција. Меѓународна конференција за вински туризам и вински патишта ќе се одржи во Скопје и Демир Капија на 24 и 25 април во организација на Министерството за економија и фондацијата Тиквешки вински пат, на која ќе учествуваат представници на 12 држави. Првиот ден од конференцијата ќе се одржи во Скопје, а вториот со форум во Демир Капија. Во Скопје ќе се разговара за создавање мрежи на вински патишта, а во Демир Капија за потребите од едукација во туризмот, особено во винскиот туризам. Форумот ќе се одржи во Центарот за едукација и вмрежување во туризмот, кој е плод на практичната соработка помеѓу Демиркаписката општина и партнери од грчка страна. Гостите ќе имаат прилика да посетат винари и други културно-историски знаменитости. Немирите во Јемен донесоа 52 жртви за само 24 часа. Привратен бруд близу Италија се претпоставува дека се удавени 700 имигранти. Колешката Валентина Михајловска ги подготви вестите од светот. Стотици лица се стравува дека се удавија откако брод кој превезувал повеќе од 700 имигранти се преврте во Медитеранското море, соопшти италијанската крајбрежна стража. Како што пренесува BBC, во тек е голема спасувачка операција по превртувањето на бродот кој превезувал мигранти од либискиот брег. Портпаролката на УНХЦР Карлота Сами соопшти дека 28 лица се спасени, преживеаните соопштија дека на бродот имало повеќе од 700 лица. Според весникот Times of Malta, инцидентот се случил околу полноќ, недалеку од либискиот брег, 120 милји јужно од италијанскиот остров Лампедуза. Спасувачките тимови на Италија на тоа подрачје прогласија вонредна состојба. Се верува дека бродот се превртел кога повеќето мигранти преминале на една страна, откако виделе дека им се приближува трговски брод. Педесетдве лица загинаа во Јемен во последните 24 часа. Најмногу жртви има во градот Таес, каде се судрија бунтовниците и силите лојални на јеменската влада, при што воените авиони на коалицијата предводена од Саудиска Арабија го бомбардираа овој трет поголемина јеменски град. Воздушни напади вчера имаше и врз председателската палата во Таес и положбата на специјалните сили на единиците лојални на поранешниот председател Али Абдула Салех.
13 цивили, меѓу кои 3 жени беа убиени и во Аден. Вардарци не успеа во реванш над преварот во Полска да го совладаат Киелце за влез во Фајнал Фор дуелот во Келн. Со втората победа над селекцијата на Холандија, македонската репрезентација се пласираше за Европското првенство за ракометарки до 19 години. Вести од домашниот спорт. Вардарци веќе втора година поред не успееја да ја минат последната пречка на патот до Фајнал Фор турнирот во Келн, откако црвено-црните попладнево го загубија и вториот надпревар од полскиот првак Киелце и овој пат со 2 гола разлика, па финалниот резултат изнесуваше 33 наспроти 31. Сепак избраниците на Раул Гонзалес заслужуваат комплименти за начинот на кој го одиграа овој надпревар, во кој покажаа храбра игра до самиот крај, во кој се играше гол за гол, но среќата им го сврте грбот во последните клучни моменти од мечот. Со оваа победа Киелце по втор пат во клупската историја ќе игра во полуфиналето од Лигата на шампионите. Душебаев беше најефикасен на надпреварот со 9 постигнати погодоци, а за полјаците најпрецизен со 8 погодоци беше Биелецки. Македонската репрезентација за ракометарки до 19 години се пласираше на Европското првенство, кое летово ќе се одржи во Шпанија. На квалификацијскиот турнир кој се одржува во Скопје, јуниорките синоќа стигнаа до лесна победа од 26 наспроти 19 на мечот против Холандија. Македонија без проблеми го реши вториот дел, а континуирано беше во предност. Во нашите редови најефикасна беше Теа Керемитчева, а зад неа остана Тодоровска со 6 и Ристовска со 4 гола. Во претходниот дуел нашите млади ракометарки ја надиграа и селекцијата на Исланд. А од меѓународниот спорт издвојуваме. Во финалето на Мастерсот во Монте Карло, Новак Ѓоковиќ го совлада Томаш Бердих. Хамилтон со трета победа во новата сезона во Формула 1. Екипите на Golden State Warriors, Вашингтон, Хјустон и Чикаго издвоја победи во плейоф над преварите од НБА лигата. Црвена звезда го совлада Партизан за полуфинална серија од 2:1. ЦДВ-та намали на 2:1 на домашен терен против Будуќност. Првиот светски тенисер Новак Ѓоковиќ го освои трофеот на Мастерс турнирот во Монте Карло, откако во денешното финале го совлада чехот Томаш Бердих со 2:1 во сетови. Финалето ќе биде запамтено по прекинот на двобојот, поради врнежите од дожд, па тоа не го спречи србинот по паузата да превземе иницијатива за победа. Финалето не се покажа како спектакуларно, па тоа мина во грешките на двајцата тенисери, каде Ѓоковиќ беше под своето ниво, додека Бердих не ги искористи шансите кои му ги дозволи противникот. Со овој триумф Новак Ѓоковиќ ќе освои 23-та Мастерс титула во кариерата и влезе во историјата на тенисот како играч кој победил на првите 3 Мастерс турнири во сезоната. Луис Хамилтон ја продолжи својата доминација на стартот од новата сезона во Формула 1 шампионатот, откако во четвртата трка за големата награда на Бахрейн ја одбележа својата трета победа за својот тим Мерцедес. Британскиот возач ја искористи пол позицијата, откако целосно ја контролираше трката од самиот почеток и сосема заслужено стигна до нови 25 бода, со која зацврсти првата позиција на табелата во генералниот пласман. Битката за второто место остави најголем впечаток, за кое долго време борба водеа Фетел и Росберг, па германецот поради проблеми со болидот мораше да заврши во питстоп за на крај да ја завземе петата позиција, па неговиот клупски колега Кими Рајконен ја освои втората позиција. Вториот возач на Мерцедес Нико Росберг во финишот од трката ја превзеде третата позиција со што се искачи на пиедесталот. Тимот со најдобри резултати во регуларниот дел од сезоната Golden State Warriors не дозволи никакви изненадувања на почетокот од плейофот во НБА лигата, совладувајќи го Нью Орлеан со 106 наспроти 99. Војните одиграа перфектно прво полувреме, а гостите опасно се заканија во последниот период, кога беа блиску до пресврт.
Кари вообичаено беше на врвот на зарачата со 34 постигнати поени, додека за гостите Ентони Девис постигна 35 поени. Вашингтон е единствениот тим кој постигна победа на гостински терен по продолжението во Торонто со резултат 86-93, а Хјустон ја доби првата битка со Далас, славејќи на домашен терен со 118-108. Во четвртиот меч Чикаго рутински славеше против Милвоки со 103-91. Црвена ѕвезда победе со 2-1 во полуфиналната серија надпревари од Јадранската лига, откако вчера вечер на гости во преполниот Пионир славеа со 85-95. Црвено-белите имаа целосна контрола над надпреварот, но предноста лесно ја стопија на 5 минути пред крајот, па Партизан стигна до 1 поен негатива. Сепак по долгата клупа беше клучен фактор за победа на гостинскиот терен. Во втората полуфинална пресметка Цедевита намали на 2-1 во серијата против Будуќност. Иако во второто полувреме хрватите губеа со 14 разлика, сепак забележаа значајна убедлива победа пред своите навивачи со 85-67. Четвртите надпревари од серијата од 5 се играат веќе денес, па Партизан и Цедевита мораат да победат доколку сакаат да изборат за мајсторка во финалето од АБА лигата. Следува интервјуто кое колешката Дијана Иванова го водеше со градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. Велам добре дојде за градоначалникот на општина Неготино во студиото на регионалната К1 телевизија. Господине Апостолов, за прв пат сте наш гостин, добре дојдовте. Во овој дневник ќе разговараме за новините во општина Неготино, особено за она што беше најгорлив проблем, а тоа е водоснабдувањето. По 30 години вие сте првиот градоначалник кој што успева да го реши овој проблем. Добро најдов најпрво. Чест ми е да гостувам во вашата телевизија. Значи вака, ние како општина Неготино со децении имавме еден, можем да кажем, најголем проблем. На околу 30 на години немавме редовно водоснабдување. Значи околу 12 часа, и тоа преку дента околу 3 до 4 часа и ноќите околу 10 на часа имаше редовно редукција на вода, и затоа ние се посветивме и најголем акцент ставивме на овој проблем и направивме околу 4 проекти и паралелно еден со друг, и како доаѓа времето, така и ги реализираме. Најпрво започнавме со регулација на притисокот во општина Неготино, бидејќи доколку не е регулиран притисокот, доаѓа до чести дефекти, чести пукнување на цевоводите и дефектите нормално беа неминливи, и затоа екипите на комуналното претпријатие, колку и да беа ажурни, не можеа да стигнат да ги санираат сите тие дефекти, и затоа одлучивме за прв пат во Македонија да имплементираме еден систем на хидраулична регулација на притисокот, што тоа што го сведовме на една нормала во европски рамки 2 до 4,5 бари, и со тоа нема напон на цевоводот и нема повеќе пукање на цевки. Значи направивме големи материјални заштети како кај комуналното претпријатие, така и од гледано од финансиски аспект и од аспект на човечки ресурси. А хидрауличната регулација е со поставување на 10 вентили во 10 хидраулични шахти во целиот град Неготино, и со тоа, со санирање на самите дефекти, имаме дополнително уште 30 литри вода во самиот систем, а се надеваме дека со минутонаделната замена на цевоводот од околу 1400 метри на потекот од Повардарие, Винарската визба спрема Дуброво, и со една хидраулична регулација, дека заштедивме уште дополнителни 15 литри вода, и мислам дека во текот на летниот период не би требало да имаме проблеми, но нормално ние тука нема да застанеме, че работиме паралелно на имплементација на сите проекти кои ни се предвидени во текот на оваа година. Кога станува збор за водоснабдување, тоа е еден од главните проблеми кои што го имаше Неготино. Го отпочнавте со решавање на истиот, меѓутоа велите дека со имплементација на сите 4 проекти кои што ги имате, во наредните 100 години Неготино ќе нема проблем. Да, значи на тој план презедовме една поголема акција. Значи аплициравме до Светска банка за добивање на една кредитна линија под најповолни услови, значи најниска каматна стапка, грејс период од 3 години
и рок на отплата 13 години, со кој однапред ја предвидовме финансиската конструкција како ќе го вратиме тој кредит, значи со средствата од концесии на државно земјоделско земјиште од оваа година па натаму ќе добиваме континуирано најпрво 10, потоа 20 2016, 30% 17 и 50% 2018 година и сметам дека со тие средства ќе бидат доволни да го отплатиме долгот и дополнително ќе останат средства за развој на општина Неготино и ние знаеме значи зошто се задолжуваме за проблемот да го решиме конечно, да не помислиме повеќе дека водоснабдувањето ќе биде било каков проблем во наредните 100 и повеќе години со тоа што ќе ја реконструираме цела водоводна мрежа во должина од 8 километри во град Неготино. Сега сме во фаза на предраспишување на тендер. Чекаме уште конечно одобрување за распишување на тендер, бидејќи тендерската документација е веќе подготвена и мислам дека во текот на наредната недела тоа одобрение ќе го добиеме, тој ќе биде меѓународен тендер, ќе се задолжиме со околу 900.000 евра и сметам дека со замена на целата водоводна мрежа во наредниот период нема да имаме никакви проблеми од аспект на водоснабдување. Замената на старите со нови автоматизирани водомери е еден од планираните проекти кои што треба да се реализира. Кога треба да отпочне, како треба да тече фазата на реализација? Со замена на старите со нови автоматизирани дигитални водомери, значи за да може со GPS уред да се чита од улица, нема потреба и касантите да доаѓаат директно во домот, во станот, да ги читаат водомерите и тоа е една попрофесионална значи определба каде што и на еден побрз и поточен начин ќе бидат прочитани сите водомери. Започнавме уште пред 2 години. Значи замената е започната и се надевам дека за околу период од 3 до 4 месеци ќе се заменат сите водомери со автоматизирани. Доколку во некои населени места немаме ние водомери и затоа предвидовме секаде во секој домаќинство да се постави водомер. Значи има села како Пепелиште, Тремник и некои други, па и во град Неготино, каде што нема никаков водомер и водоснабдувањето не е регулирано, односно се плаќа паушално по човек каде што не е дозволено во европски рамки никаде, па и во наши рамки, бидејќи не се знае точно кој колку потрошил, а колку плаќа вода. И затоа сметаме дека мораме да поставиме водомер во секое домаќинство за порационално користење на водата и секој да си плати колку што треба да потроши. И предвидовме до крајот на април месец во населеното место Пепелиште, до крајот на мај месец во цела општина Неготино да се заменат, односно да се постават водомери каде што нема и со тоа да го решиме и тој проблем, така да водата која ја користат граѓаните на општина Неготино да биде фактурирана и истата платена. Знаеме дека е нормално сите кои користиме одреден ресурс треба да си платиме. Каква е наплатата на водата во Неготино? Наплатата на водата е солиден процентот, но сметам дека е недоволно бидејќи како што претходно кажав, се фактурира паушално. Некаде воопшто и не се фактурира каде што нема водомери и затоа сметам дека е недоволна, а инаку граѓаните мислам дека како и останатите услуги кои ги користат и водата редовно си ја плаќаат, немам забелешки во тој дел. Нормално им помагаме на социјалните категории каде што субвенционираме водоснабдување со 350 денари по сметка за вода и останати комунални трошкови, но останатите граѓани редовно си ја плаќаат водата со тоа што треба повеќе да се фактурира, односно сите да добијат фактура колку ќе потрошат, толку и да платат, бидејќи водата во општина Неготино, цената на водата е на најниско ниво во Република Македонија. Ако во зимскиот период имавме проблеми од водата, Неготино е една од општините која што претрпе значителни материјални штети од поплавите, ни престои период летен кога водата ни е најпотребна. Можеме ли да им кажеме на гледачите од Неготино дали ова лето ќе
ќе може да ги заборават рестрикциите и дека ќе имаат редовно снабдување? Да, значи со воведување на една поголема дисциплина, како што кажаш, со поставување на водомери и со редовна наплата и нормална потрошувачка, сметам дека граѓаните на општина Неготино нема повеќе да водат грижа околу тоа дали ќе имат во текот на деноночето 24 часовно водоснабдување. Во тој контекст направивме замена каде што имавме и најголеми загуби на цевоводот. Од Повардарија до Дуброво на 1400 метри веќе прибравме уште нови 15 литри вода во водоводната мрежа и со санација, секојдневна санација на сите дефекти кои се провлекувале со години. Сметам дека и во текот на летниот период ќе имаме вода, односно редовно водоснабдување, само граѓаните нормално треба сепак водата да ја користат онолку колку што им е потребно. Господине Апостолов, јас ви благодарам за вашето гостување. Гостин во студиото на регионалната К1 беше градоначалникот на општина Неготино, господинот Ванчо Апостолов. А денеска имавме облачно време. Во продолжение погледнете деталната временска прогноза за општините од Вардарскиот регион. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Имајте пријатна вечер.